Представници на општината, советот, институциите, невладините организации денеска присуствуваа на петата работилница од предвидени 6 за изработка на стратешки документ Стратегија за социјална инклузија на ромите на општина Куманово за период 2023-2030 година, која ја изработува Оделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој. Првичната верзија на 7-годишната стратегија опфаќа 5 области на делување: образование, здравство, вработување, домување и култура. Од Оделението за локален економски развој појаснуваа дека претходните стратегии дале свој придонес и има значаен напредок во образованието, но за сега најлоша е состојбата со домувањето. Иако е предвидено и во националната стратегија, до сега во градот не се доделени социјални станови. Денеска што работевме на буџетирањето во областа на домување, мислам дека и најголем буџет ни е тука, бидејќи се предвидени и легализација, урбанизација на тие ромски населби, пошто знаеме дека и Средорека и Бавчи се во зелен пояс, каде што ќе треба да се направат и измени во законската регулатива за да влезат од зелен пояс во градежно земјиште, да видиме што можеме тука да направиме. Ко општина или ко локална самоуправа не знам колку можеме да успееме, тоа ќе треба на повисоко ниво да се дискутира, да се разговара или некои измени да се направат во законска регулатива за да тоа се успее, за да се легализират тие населби, да кажеме, и тие куќи. Другиот дел што офата поголем досега е од самата стратегија што беше 2005-2015 беа предвидени социјални станови во општина Куманово. До сега немавме таква реализација и еве сега во самата стратегија ние пак предвидуваме за во рок од 7 години некаде околу 50 стана да бидат изградени социјални, каде што тука ќе биде преку Министерство за транспорт и врски, локална самоуправа, представници од невладини организации и страни донатори, каде што може да се финансират за да се реализира таква една програма. Со стариот закон за легализација, веќе ако збориме само за роми, имаме некаде околу 600 до 700 куќи кои што имат поднесен за легализација. Проблематично ни е легализација, да кажеме, во тие ромски населби, каде што претежно во период, да кажеме, Средорека и Бавчи се зелен пояс, каде што треба да се направи таа измена во тој урбанистички план и за да можат да се направат начин како тоа да се направи. Првично би требало да се направи таа физибилити студија, каде што од зелен пояс би требало да биде во градежен и оние сите апликации кои што веќе се поднесени, а бројката е некаде околу 650 до 700 куќи, би требало да оди тој процес, например, за легализација. Има некои проблеми каде што треба законски тоа да се направат измени и тука ќе треба на повисоко ниво да се реагира. И тука не само како општина Куманово, мислам дека вакви проблеми имаме и во други градови, како што е Баир во Битола, Тризла во Прилеп, Шуто Ризари, значи може тоа заеднички да се направат некои измени во законот за да можат тие куќи кои што се веќе постоечки да бидат направени во законската регулатива. Еден од тие примери што има в комуникација, да кажеме, со некои лица во областа на урбанизам, како што има законска регулатива, например, како за Стара Чаршија и за други, што се со посебни закони, зашто и такво нешто не се направи и за тие ромски населби. Оваа стратегија би требало да го подобри животот на ромите во Куманово. Процентот е околу 2,3. Меѓутоа, тоа не значи дека голем дел од ромите се иселуваат, се враќаат и интенција на Советот да усвои една ваква стратегија која ќе биде еден вид на акцијски план за подобрување на животот на ромите во Куманово. Ромите се луѓе кои се соочуваат со голем број на социјални, со голем број на економски проблеми, со голем број инфраструктурни проблеми. Оваа стратегија која веќе пета работилница која веќе пета поред со советниците и со други институции, со луѓе кои може да придонесат во правење на една добра стратегија е приоритет за Советот. Советот во некои од наредните седници, откако нели денеска ќе имаме работилница и откако ќе видиме кои се приоритетите, ќе даде зелено светло оваа стратегија да се изгласа и да се усвои на ниво на општина Куманово. Мора да потенцирам дека стратегијата не е само за да се користи од страна на
секторите од општина Куманово, туку напротив, тука може да учествуваат и други институции, приватни фирми, сите што се доброволци да ги кренеме малку работите на овој дел од население за поквалитетен живот во Куманово. Стратегијата за социјална инклузија на ромите е достапна за кумановци и тие може да дадат свои идеи и предлози. На крајот на месецов истата ќе биде доставена до Советот.